Да, вие сте во живо со утринската програма на Слободен печат. Во продолжение одиме со меѓународната анализа. Тука е Дејан Андоновиќ кој што ќе ни ги објасни сите работи кои што ни интересираат за случувањата од регионот, Европа, па и светот. Фокус на внимание ни е, ајде да започнеме со она што е најблиску. Локални избори во Србија. Имавме дел од во вестите информација за ова. Што е она што е ново во регионот? Па ја не гледам ништо што е ново во соседна Србија, таму владачката партија Српската напредна странка на Александар Вучиќ, актуелниот претседател, кој инаку патем не е член веќе на таа партија, бидејќи не сме по устави и по закони да биде лидер на партија и да биде претседател. Второ, Вучиќ подолго време се обидува биде претседател на сите Срби, па оттаму и не сака да биде член на таа партија, барем не формално, сега неформално знаеме. Инаку формално е Вучелиќ, човекот кој е премиер на српската влада, но да скратам, СНС убедливо и очекувано освои во речиси сите општини, вклучувајќи го и Белград, со апсолутна разлика и победа, освен во 4 општини. Едно од овие поинтересните ќе издвојам Ниш, каде што нема мнозинство во Советот, што може да се толкува како некој мал успех на разединетата опозиција, бидејќи во Србија има еден дел на опозицијата која ги бойкотираше изборите, и дел од опозицијата која излезе на избори, и дел од трета опозиција која, иако е опозиција, го поддржува Вучиќ, да кажеме. Така да малку комплицирана ситуацијата, но да симплифицирам, бидејќи локални избори во друга држава, само да симплифицирам, очекувано со апсолутно мнозинство српската владеачката Српска напредна странка на Александар Вучиќ освои мнозинство, го победи во Белград, останува веројатно актуелниот нивен градоначалник и некогашниот ватерполист, познат светски, не само во Србија, во регионот, актуелниот градоначалник Шапиќ, кој ќе биде веројатно градоначалник, и тоа е тоа. Повторно ќе кажам, мал куриозитет, можеби што можем новинарски да го извадаме, 4 општини немаат победа. Највпечатливо е тоа во Ниш, бидејќи според последните информации мнозинство во одборот во општината треба да има 31 пратеник, СНС има 29, а коалицијата влезена со руско-српската партија на пријателство, таква партија имаат горе, таа има освоено само еден представник, така да има 30, а не 31, ќе видиме со Ниш што ќе биде. Опозицијата обвинува дека имало нерегуларности, нели класика, а власта, што е малце невообичаено, тврди дека опозицијата била насилна вчера, се обидувала да ги спречи луѓето да гласаат, да бойкотираат и така. Една класична, би рекол, приказна за избори, особено на Балканот. Добро, тоа е она што се случуваше во Србија. Благодарам за одговорот. Ајде сега да прокоментираме за последните случувања со Израел и Хамас, односно, последна информација е дека Вашингтон продолжува да врши притисок врз Израел и поставува одредени услови за прекин на огнот. Дали е ова повторно само ветер во магла или можеби овие нови притисоци на Соединетите Американски држави ќе донесат конечно промена? Ако веста дека Бајден предложил мировен договор, беше предвадена, денешната вест е дека Израел ја го прифати овој предлог на Бајден, кој ќе кажеме што прифатил, се поставува прашањето зошто влегува во војна воопшто. Според мене, Бајден излезе, тоа се смета како свевиден притисок врз Тел-Авив, бидејќи ја повторно ќе кажам, целата оваа состојба со Израел многу го чини Бајден во претседателската трка, бидејќи неговата безрезервна поддршка на Нетањаху му направи да губи многу гласачи во време на овие избори, па колку и Трамп да е под кривични и судски пријави и се бори со правдата да докаже дека е невин или да се одбрани од обвинувањата, толку Бајден губи гласачи поради неговата поддршка на Нетањаху. Да скратам, Бајден излезе со мировен договор кој се состои од 3 фази. Прво е прекин на огнот, второ е повлекување од окупираната Газа и ослободување на заложниците, ослободување на затворениците кои се во израелските затвори. За возврат на тоа Хамас треба, нели, да... И трета работа е реинтегрирање и
обновување на Газа. Тоа се тие она што го срушивте треба да го обновите. Тоа е отприлика симплифициран неговиот предлог кој Израел го прифати, неволно но го прифати. Од друга страна Хамас е обврзан да ги пушти сите заложници и да прекине со борбените действија. Сега едниот дел од ултрадесничарските партии кои го поддржуваат Нетањаху во Израел се заканија дека со прифаќањето на овој предлог тие ќе излезат од влада, ако излезат од влада ќе падне владата на Нетањаху, па практично ќе нема кој тоа да го спроведе, бидејќи ќе мора да има воредна влада или некоја техничка или некои нови избори, зашто Израел и состојбата не се во можност сега тоа да го прават. Така да не знам како ќе биде, ја следиме ситуацијата, но од друга страна Вашингтон го уверува Израел, утринава Блинкен и Блинкен и Пентагон излегуваат со соопштение кои велат Израел треба да биде спокоен, се ги оствари сите цели, нанесе огромни удари на Хамас и успеа да оствари својата цел, но факт е дека не е остварена целта, бидејќи целта беше да се искорени Хамас, тој не е искоренет, и втора работа не се ослободени заложниците. Така да ќе видиме дали со прифаќањето на овој предлог Хамас, и пошто и Хамас треба да го прифати, а го прифаќа веќе, ќе ги пуште сите заложници, ќе видиме колку заложници останаа од тие 200 и кусур. Многу заложници беа убиени, многу заложници починаа, многу заложници беа во пријателски оган при обид за ослободување ликвидирани случајно или намерно, така да ќе видиме што ќе биде и тоа. Едно од содржината во предлогот на Бајден е и замена на Хамас, значи Хамас веќе ја не биде таа политичка владеачка партија во Газа, туку нешто друго да биде, значи да се смени веројатно името и тие што се терористи да бидат тргнати, тие што се обвинети да бидат тргнати и да бидат поставени некои други луѓе. Јас и во минатото, раководејќи се од светските анализи, имав текстови на тема дека многу палестинци се политички затворени во израелските затвори и дека можеби тие би биле првичната иднина на Палестина кој ќе биде владата, кој ќе биде некој политички лидер кој ќе биде умерен, кој нема крв на рацете, има можеби политички гревови, но нема воено-злосторнички као што имаат актуелните команданти на Хамас, што е нормално. Хамас е терористичка организација. Сега овој политичкиот дел има друга одговорност, но во овој план ниту еден момент не видов искрено, и тоа ми е многу, ќе чекам да видам што ќе биде, признавањето на Палестина. Значи во предлогот на Бајден има прекин на огнот, што е првична фаза, но што понатаму, еве ако се повлечат, како што бара Бајден во својот предлог, ако се повлечат израелската војска целосно од палестинските територии, дали тоа де факто станува независна држава? Ќе потсетам до сега 3 или 4 држави и официјално е признана независна Палестина, а следува нов бранд на признавања, особено од муслиманскиот и арапскиот свет, кои можеби не се вмешаа во оваа војна директно, но сигурно симпатиите ги имат од палестинците. Ајде во истиот овој контекст, израелскиот министер за одбрана Галант рече дека се подготвува алтернативна власт во појасот Газа. А тоа е тоа што го зборувам, ќе биде заменет Хамас, бидејќи Хамас, освен што е терористичка организација, има и свое политичко крило. И сега повторно ќе го повториме по кој знае кој пат, со децении палестинците живеа во гето во Газа и во западниот брег, особено во Газа, каде што Хамас ја има целосната власт, таму уште од најмали нозе децата што растат во гето, ја имаат таа, да кажеме, омраза кон Израел, но и се Хамас. Таму сите луѓе се Хамас, бидејќи нивната перцепција на отпорот од неправдите е Хамас. И сега Хамас си го има оној терористички дел кој нели ги има тие цели Израел да не постои. Идејата уште од 1948 година, кога беше формирана израелската држава на делот и територијата
од некогашна британска Палестина беше да постојат две држави, Палестина и Израел. Со тоа што во почеток Израел не беше во позиција и не можеше се противи, но палестинците и муслиманите не дозволуваат да има еврејска држава и не се согласија да имаат Палестина во поделена, туку ја сакаат целосно, поради што имаше едно 3-4 арапско-израелски војни, каде што арапите загубија, а денеска палестинците сакаат држава, но сега па Израел не сака. Или па ајде да бидам попрецизен, не сака владата на Нетањаху, која имаше намера не само да оди до крај во појасот Газа, Рафах и сите оние места што ги изборувавме, туку имаше намера во наредниот период, откако ќе го според нив искорени Хамас, да остави окупирана територија, односно да остави војска, која ќе ги контролира сите тие состојби, под образложение да не се повтори 9 или 7 октомври, бидејќи според него, пошто немало окупација и немало израелска војска во појасот Газа, дојде до таа трагедија што се случи, каде што имаше голем број на жртви и се уште има цивилни заложници. Според предлогот на Бајден, колку што гледам, тоа паѓа во вода. Сега Израел, повторно ќе кажам, ќе има проблем, бидејќи особено Нетањаху, бидејќи дел од ултрадесничарите кои ја поддржуваат владата на Нетањаху и без која владата на Нетањаху може да обстане на политичката сцена, доколку го реализираат заканата дека не се согласуваат со прифатениот Бајденов предлог и излегуваат од влада, ќе падне владата на Нетањаху, а кој ќе дојде ќе видиме наредниот период. Ако дојде се разбира. И покрај тоа што според последното интервју се вели дека Нетањаху се уште е способен и може да издржи да биде на власт. Тој може да издржи, но повторно ќе кажам, со неговото прифаќање, иако е безволно, тој самиот вели, безволно ги прифаќа тие услови, но се гледа дека нема докаде. Особено што администрацијата во Вашингтон актуелна е пред сериозен проблем да не биде реизбрана. И сега, знаеш, може да дојде голема политичка криза. Ако падне владата на Нетањаху, хипотетички, нели, нема да има влада, иако Бајденовата администрација која е во трка за председателската кампања, он и се формално правно председател и неговата администрација, но многу брзо може да не биде, ќе нема кој со кого да преговара, што може да се создаде вакуум простор, зборувам сега хипотетички, вакуум простор Хамас ова да го искористи, односно да злоупотреби. Ќе видиме. Затоа велам, ајде да оставиме светот некако, правниот поредок во светот полека се нарушува, бидејќи Русија не е релевантна, Кина е тргната на страна, си тера свој пат, Соединетите Американски држави се во избор, значи во еден расчекор, Европската Унија, европските држави се раштимани комплетно. Не знам дали ќе може и како ќе може, да не звучам превише песимистички, но гледам реалистично и анализирам оно што можеме до сега да го видиме, барем според оно што не принесуваат светските медии. Не мирува ни тлото на Харков, повторно напади, повторно лоши вести од таму. Харковскиот фронт продолжува, русите повторно ќе кажем има таму напредок, меѓутоа се случи уште еден потег на Бајденовата администрација, тој дозволи сега на Киев да може да ги користи оние ракети со долг дострел, Химарс, ми се чини се вика, бидејќи не сум стручен, па и не можам многу да коментирам. Важно со тоа што го бараше Киев и Зеленски го доби, сега тој повторно не е задоволен, па вели одлуката на Бајден да ни дозволи да гаѓаме со ракети од долг дострел на руска територија не е доволно да ја поразиме Русија. Јас се пошегував на негова сметка, ја откри Америка. Тој само пред 3 дена пред да му дозволат овакво нешто велеше, тоа е решението на проблемот. Значи војната таму продолжува. Русите сигурно ќе возвраќаат доколку овие се дрзнат да гаѓаат негде подалеку кај што не треба. Русија изминативе 2-3 дена онака воспитно би рекол, морам така да се изразам, гаѓаше во западна Украина, во Лавив, во Ивано-Франковск, тоа се градови кои се на границата со Полска, кои се на таа страна на западна Украина, случајно сум бил таму, па знам, кои Русија не ги ни гледа како нивен дел, реално, и тие се, не се ни православ, тие се унијати таму луѓе кои се поблиски до Полска него до Русија, а и Русија самата нема таму претензии, но стрела таму, бидејќи во Лавив, кој е 4-5 град по големина, 5
4 ми се чини во Украина и е голем град. Случајно сум сведок, сум го видел, е голем град. Таму веројатно има воени складишта, магазини, па Русија малце гаѓаше таму, но и да им покаже веројатно на украинците дека ако вие можете да гаѓате со тие американски ракети што ви дозволија, да ви покажеме што знаеме ние. Нешто што не е убаво, се разбира, но војната продолжува, но мене друго ме загрижува околу Украина е тоа што на 15 и 16 јуни ќе биде таа мировна конференција за Украина, што повторно јас неколку пати веќе до сега го коментирав малку саркастично, мировна конференција на која не е поканета другата страна вмешана во конфликтот, тоа е Русија, и која освен повикот на Зеленски да дојдат Бајден и Си Џинпинг, Бајден не може да дојде, ќе дојде американски представник, но Кина одби да дојде, дури нема да има ни делегација, што само укажува дека поделеноста ќе продолжи. И не само што Русија нема да седне на таа преговарачка маса, туку нема да седне ни можеби единствениот медијатор у целиот судир, Кина, која колку и да е конфронтирана со Западот и САД, сепак се уште има можност да биде медијатор помеѓу завојуваниот Исток и завојуваниот Запад, се појако, така да не знам таа 15 и 16 јуни во Женева таа конференција дали воопшто Кина зошто нема да, која е причината зошто нема да присуствува? Види, секој, ајде сега да бидеме отворени, ако има за конфронтирани две страни и правиш мировна конференција, не можеш да не ја викнеш другата страна која е во конфронтација. Кој со кого ќе разговара? Украина со Германија? Полска со Португалија? Што? Значи мора да седнат двете за конфронтирани страни, да седнат на преговарачка маса. Тогаш би била мировна конференција. Па тоа е права мировна конференција. Ова сега произлегува, ние се собравме, се договориме како до крај да го притиснеме опонентот, непријателот или како сакаш наречи го. Така да Кина го има тој аргумент, а особено што на Кина не се допаѓаат и акциите кои се случуваат зад кулисите на целата оваа, да кажеме, војна во Украина, војна во Газа, да подсетам, во Јужното Кинеско море, Тајван и оној дел тамо, тоа не мирува. Можеби ние не известуваме, бидејќи западните медиуми од кои зависиме за информации не ги дозираат. Таму не е работата како што треба. Тајван прави воени вежби, Кина прави воени вежби. Кина има извадено морнарица во близината на Тајван, огромна флота. Од друга страна, тука се и Филипините, така, кои се може би Зеленски е токму сега на Филипините и оттаму бара подршка требаше за на Филипини да оди за Украина да лобира. Тоа ништо не е случајно. Сега дали можеме да ги повржеме? Па ја не знам, јас ги поврзувам. Бидејќи ќе потсетам, ако за пресметка во Европа на САД им се Германија, јас увеќе нареков Германија тигар во кафе, за да спекна тоа дека по Втората светска војна е окупирана територија од САД, не може да носи своји одлуки, туку мора во координација со САД, бидејќи во Германија има американски војници. Ако на Азија е Јапонија, исто тигар во кафе, с која поради Втората светска војна не сме баш толку многу да се развива, но во случај да треба да се судри со Кина, Јапонија е таа која и традиционално и секако поинаку е подготвена да се справи со Кина. Сега се става уште една голема држава, тоа се Филипините, кои имаат над 100 милиони жители, кои имаат добра војска, добра армија, таму американците имаат база, така да Кина со Филипините влегува во сериозен конфликт. Колку и да Кина огромна и јака и сето тоа, но и Филипините не можеш да ги подцениш, а ако знаеш од пред дека тука е Јапонија и Јужна Кореја, Кина го чувствува тој притисок, признаел некој или не. Али бидејќи во фокус на вниманието е Украина и Газа, па сега гледам и Балканот за жал, само ми покажува дека има зошто кинезите и овие другиве големи лидери не сакаат да седнат да разговараат или си имаат своји услови пред да седнат. Сакав уште малку за мировната конференција. Не е поканата Русија. Како реагира Зеленски на притисоците? Ете јавно за тоа што има Од колку притисоци? Притисоци, можеби не притисоци, но ете како реагира на тоа? Не може да се прави наудрен затоа што не ја кани. Зошто не ја кани? А зашто мислиш дека светските политичари не се прават наудрени? Значи тоа што е кажано и тука нема понатаму. Зеленски рече дека не е поканета и не е поканета. Русија излезе
подоцна ставот на Москва, наши кој е? Ставот на Москва е дека мировната во конференција во Женева нема никаква поента, бидејќи не сме поканети ние да седнеме на преговарачка маса. При тоа не оставија простор дека Не го праша никој Зеленски зошто не се поканети. Види, мене друго ме е интересно што Москва практично го искористи овој период да рече, види, ние би дошли, ама вие не поканевте, значи вие не сакате мир. И сега од прилика така му дојде. Зеленски не сака да го... Зеленски има еден став кој е ставот порано, а тоа е дека Русија не се повлече од окупираните украински територии, нема да преговара. Тој дури донесе и закон со кој се забранува преговори со Русија, додека тие не се повлечат на границите од, како беше во март 2022 пред да почне руската така наречена специјална операција. Значи се вртиме во круг, се вртат они во круг. И ние со нив. И поради тоа, според мене, се самиот факт дека Бајден не се појавува исто во Женева, поради обврските околу изборите, но јас мислам дека и неговата администрација е свесна дека не треба да се го троши образот и позицијата да отиде и да се сретне таму со некој кој, мислам, со Белгија или Холандија, кои не можат ништо да влијаат на оваа војна, но можеби во Женева ќе се договорат оние закани кои ги има Полска, Литванија, Летонија и Естонија, да формираат заеднички сили во подрамките на овие 5 армии, ама и се НАТО, ама и не се НАТО, па и Франција е тука, нели, која се најавува, па тука можеби да договорат некоја испраќање на некои трупи, под образложение да ја прекинат евентуалната руска желба да влезе во Европа, зашто не плашат изминатиот период. Од друга страна, ако биде така, тоа само ќе биде вовед на уште поголема војна, која никако нема да ни одговара на никој на нас, бидејќи ние овдека сме 1000 километри воздушна линија. Доколку дојде до таа војна, тоа ќе биде веќе кај Романија, Црно море, а тоа само една држава или 2 недели од војниот конфликт, зборувам како Македонија. Но генерално, ако се договорат така во Женева, а очигледно сакаат да се договорат бидејќи не ја викаат другата страна за мир, мислам, за да прекине огнот, мир е нешто друго, ама барем да прекине огнот, бидејќи Путин излази и рече, јас сум подготвен на прекин на огнот, ама да ми се признаат овие територии. Зеленски вели, овие територии мораш да ги вратиш, па ќе преговараме. И тоа така трае 2 години. Трае трета година поред. Па добро, 2 цели. Така, благодарам Андоновиќ и за ова утро што беше заедно со нас и со нашите гледачи. Верувам секогаш интересен со своите анализи за слушање.